Православните верници од населеното место Сарачино денес со два повода за славење. Се прославуваше патронот на селската црква Рождество на Пресвета Богородица, а веднаш по светата празнична литургија беше осветена и новоизградената крстилница, која е дел од еден импозантен придружен црковен објект. Да се помолиме на Господа. На предвечната и божествена Троица, да се помолиме на Господа. Господи, Осветувањето на новата крстилница во Сарачино денес го извршија парохискиот наместник отец Љубиша со уште тројца свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Присутните верници ги поздрави отец Дарко Наумовски, посакувајќи им многу крштевки во селото. Во име на нашиот надлежен архиереј, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во име на честното свештенство, посакуваме многу крштевки да се извршуваат во оваа крштевална. Да ве намножи Господ како звездите на небото да бидете. Господ нека ни ја зајакнува милоста и единството. Господ нека подари во мир и благосостојба уште многу вакви крштевални да правиме, да градиме, а во нив да се крштеваат многу наши дечиња. Изразуваме благодарност му благодариме и на парохискиот свештеник, како и на црковниот одбор за нивната добра организација, за нивното несебично залагање и понатака да градат дела кои што ќе остават пример за едните генерации. За многу години нека. Свеченото пресекување на лента на новоизградената крстилница во црковниот двор во Сарачино го изврши најстариот жител на селото, Јован Савевски, кој пред 2 месеци го прославил својот 100-ти роден ден, а половина од својот животен век го посветил на служење во црквата. Во самата крстилница денес беа извршени 3 крштевки. Со тоа новокрстените жители на Сарачино станаа полноправни членови на христијанската црква и се стекнаа со право на сите останати тајни и богослужби на црквата. Антонио, кои се достоили да придат од Твоето свечение, да се запазат со покров на Твоите крилја, отстрани од нив старата слава, исполни ги со вера надеж и Од црковниот одбор на Сарачино не го кријат задоволството што нивниот сон се уствари. Сега веќе имаат осветена крстилница за потребите на селото. Потата ни е ова 2013 година на 36 месец и еве денеска го довршуваме новиот празник наш на 21.9. Ние пуштање на крстилницата осветување. Како помош имамо прво од населението на село Сарачино, благодарим многу и со помош на луѓе што на устранство од овде, од сите, те ме благодарат. Прво на населението на село Сарачино сме многу задоволни. Имало добар оdzив, помагале
за ова кршталница. Иселените мештани од Сарачино ја делат радоста со овдешните жители. Велат секогаш се навраќаат во родното место и помагаат во изградбата на овие помошни објекти, секој во своите можности. Јас живеам иначе во Ѓорче, од тука сум од земјотресот таму, меѓутоа 2 пати неделно ми е тоа редовно да дојдем тука браќа, татко, фамилијата ми е тука се. И се радувам тука, кога влегувам се радувам. Така ми е, јас сум тука роден, тука најубавото време, младоста ми е тука поминато. И не може да се оттрнем од тука, не може никаде да ми биде мило како што ми е родно во моје место. Помагате ли во своите можности кога Да, апсолутно. Јас се радувам кога да ми тропне некој да ми побара за вакал, да се гради. Ако не може многу 5-10 цигли, сакам да има од мене таму. Некако тоа ми дава мир, ми дава спокојство некое. Празникот Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица е еден од 12 големи празници во православието кој го слави раѓањето на Богородица. Богородица е родена во Назарет од стари и бездетни родители, благочестиви Јоаким и Јана, како одговор на нивните молитви. Се слави на 8 септември според јулијанскиот календар или на 21 септември според грегоријанскиот календар. И не уведи нас во искушение, но избави нас од лукавого. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није Христу, иење туди секаде во целиот свет, сега и секогаш, и во вечни векови. Нека ни е честит празникот, нека ни е честит светувањето на кршталната, живи, здрави, весели, па го гради.